Вториот објект што денеска го посетив е во самиот финиш на неговото градење. Се работи за една зграда овде на плоштадот Пресвета Богородица во центарот на Скопје, која што околу половина ќе биде објект за различни институции државни институции. Тоа се 10 државни институции кои ќе бидат сместени на овој простор, додека во втората половина ќе биде Факултетот за драмски уметности. И двата дела, односно вкупно 11 институции, се прекрасно замислени со доволно простор, собствен простор, што е најважно. Најголемиот дел од нив или беа под кирија до сега. Баш дознав дека само финансиската полиција, која што е една од 11 институции што овде ќе влезат, до сега плаќале околу 100.000 евра годишно за изнемување. Сигурно нешто слично и со останатите. Или пак беа во некои стари, руинирани, скапани бараки, изедени од забод на времето во екстремно лоши услови за вработените и за сите што доаѓаат во нив. Целиот објект е околу 20.000 метри квадратни. Нешто над 50% е за администрацијата, нешто малку под 50% е за Факултетот за драмски уметности. Овој дел за администрацијата е безмалку готов, 98% е завршен, што значи дека за недела-две ќе биде вселив и ќе можат да се вселат овие 10 институции, додека делот за Факултетот за драмски уметности е некаде 80-85% готов и отприлика за околу месец и половина, негде крајот на јуни, почетокот на јули, таман во време кога ќе заврши наставната работа на Факултетот за драмски уметности, ќе можат деновите слободни да ги искористат за преселување и за вселување тука во новиот објект на Факултетот за драмски уметности, кој што е репрезентативен, кој што е на многу добра локација на плоштадот Пресвета Богородица со поглед кон кеот на реката Варда, во строгиот центар на Скопје со одлични административни простори, но и одлични простори за вежби. Они ги нарекуваат студија. Сега баш поминав во моментот се изработува студијата и можам да кажам дека во текот на ова лето, значи крајот на јуни, почетокот на јули, Факултетот за драмски уметности, професорите, асистентите, студентите, сегашни и идни и сите идни, ќе добијат навистина корисен простор, репрезентативен, на кој што ќе можат да ги развиваат своите таленти, своите вештини и да немаат никакви проблеми со својот простор и со се она што им е потребно. Предвидени се сите детали за нив. Јас убаво се сеќавам кога прв пат го информирав во тоа време деканот, сега покоен Киро Ристовски, кој што немаше одавна тие бараа свој простор од државата, но немаше информација дека веќе државните институции и владата размислува да им изгради зграда. И кога го известив за тоа дека е донесена одлука и дека наскоро ќе почне процедура за градба, просто не му се веруваше дека после толку децении Факултетот за драмски уметности ќе добие свој објект. Второ, не му се веруваше дека ќе биде толку простран како што е по големина и дека ќе биде така репрезентативен како што е. Но како минуваше времето, месеците и така натаму, не само тој, сите се уверија дека државата мисли и на овие студенти, и на овие асистенти, и на овие професори, и дека ќе изгради и за нив и за сите наредни поколенија кои што ќе се внесат во оваа професија, ќе изгради нивни простор. Инвестицијата е нешто над 20 милиони евра во цел овој објект, во сите 11 институции кои што ќе се вселат тука. Се работи за инвестиција од страна на буџетот, капитална инвестиција, нешто што ќе остане за наредните 100 и повеќе години. Ваквите градби се капитални, ваквите градби се репрезентативни однадвор, во смисла на разгледување на градот од страна на туристи, лоцирани во централната зона на градот, и навистина ми е многу драго што еве овој проект е речиси готов и за недела-две ќе почнат да се вселуваат 10 институции, а за месеци по најдосна 2 ќе се свели 11-тата институција Факултетот за драмски уметности во Скопје.